Прифаќањето на тиранската платформа ризикува сериозно нарушување на односите со северниот сосед. Може да се користи и како повод за објавување војна, а ќе го избрише и идентитетот на македонците, давајќи можност на албанците да тврдат дека како староседелци на овие простори, тие биле жртви на србите и намештаните, пишува Република. Порталот наведува дека за да се дограби до власт, лидерот на СДСМ Зоран Заев е подготвен да ги прогласи македонците и србите за геноцидни народи, а партизаните и нивната партија за извршители на геноцидот, со целосното исполнување на тиранската платформа, документ со кој директно се поништува Охридскиот рамковен договор, а во чија содржина е сместена и декларацијата за геноцид. Заев е подготвен да ја промени целосно историјата на сопствениот народ со цел да формира влада по секоја цена, пишува порталот. До сега Заев упорно ја релативизира опасноста од резолуцијата, негирајќи дека двете држави ќе бидат обвинети за геноцид. Сепак, исто така во повеќе наврати, како што се потсетува во текстот, Заев признава дека таквата резолуција е договорена со ДУИ, без директно да каже кого планираат да обвинат за геноцидот. Или таму има една формулација каде што се осудуваат војски од минатиот век кои што убивале цивилно население. Нема ништо лошо од тоа. Некој алудира дека тоа биле српски војски, некој вика дека биле германски, некој италијански, некој бугарски војски за времето на фашизмот, вторите балкански војни или слично. Република пишува дека тоа што Заев одбива да и го признае на македонската јавност, Ахмети го кажа уште пред 6 години во интервју по повод 10 годишнината од Охридскиот рамковен договор, во кој тој вели дека масакрот што се случил во 1913 година во неговото село Зајас бил извршен од србите, а оној во 1945 и 1946 година бил извршен од местни жители кои биле македонци. Со прифаќањето на платформата, длабоко се навлегува во менување на историјата на државата, представувајќи ги партизаните како окупатори, а потоа и извртувајќи ја реалноста дека македонците се виновни за процентуалната застапеност на албанците во земјата, пишува порталот. Реалноста е дека помина над 16 години од потпишувањето на Охридскиот договор и истиот не се почитува до крај. Реалноста е дека ние треба да отвориме не само геноцидот на тие години кои се спомнуваат во таа декларација, туку треба да говориме и за геноцидот кој нанесе на семејството Зекири во Радишани. Вистината е дека вие се уште имате тенденции геноцидни кон еден цел народ. Кога велите ако сакате права, отидете во Тирана, отидете во Албанија. Ваквата тенденција и барање на етничките албанци во Македонија има за цел набивање на чувство на вина кај македонците за некаков геноцид, како основна причина за нивната малобројност во државата. А резолуцијата ќе се употреби за да се представи уставотворноста на албанците како неминовност, заклучува медиумот. Duhet pranohet që sistemi politik në Republikën e Maqedonisë nuk mund të ndërtohet si një sistem politik monoetnik, po duhet kuptohet që Maqedonia është një shtet multietnik dhe nuk ka pse të frigohemi nga ajo që ka një bazament binacional. Намерите на Заев, Ахмети и нивните налогодавачи се веќе прочитани од народот, заклучува порталот. Доказ за тоа се и стотиците илјади луѓе кои повеќе од 40 дена поред на мирни протести на улиците ширум државата јасно порачаа да се отфрли тиранската платформа. Секој обид за нејзино насилно влегување во собранието и нејзино озаконување ќе биде спречено по секоја цена, пишува Република.